28 социјално ранливи семејства кои десетици години живеат во објектот познат како Стари касарни, годинава ќе добијат своји домови. Покрената е постапка за општина Кочани од државата да добие земјиште на кои ќе се изградат 7 семејни згради во кои овие семејства ќе бидат сместени. Да, поднесовме барање. Парцелата е во сопственост на владата на Република Македонија. Во моментот очекуваме позитивно решение од таму, со која парцелата ќе биде предоставена на општина Кочани. Веднаш ќе се изготви проектната документација и започнуваме многу брзо со реализација на тој повеќе годишен проблем. На овој начин општина Кочани решава децениски проблем што го поздравуваат и од Министерството за социјална политика, демографија и млади на Република Македонија. Секако влада го поддржуваме овој процес. Максимално и сметаме дека секој семејство треба да биде да има домување, преседа нормално функционирање нивно, така да по позитивните примери кои што ги имаме до сега како што е општина Штип, ќе поддржиме токму и ваков проект еден кој што и градоначалникот претходно на Кочани во една изјава го даде. Како таква, така да продолжуваме согласно сето што можеме како влада и како локална самоуправа да го поддржиме во идниот период. Новата локација ќе биде во близина на сегашната фабрика за вода, која според сите анализи од секој аспект одговара за модерно и урбано живење на овие семејства. Тој проект е за социјално ранливи категории на семејства. Локацијата му е околу фабриката за вода. Станува збор за 7 стамбени објекта во кои во секој ќе има по 4 стамбени единици. Значи вкупно 28 стамбени единици. Секој стамбен објект ќе е на површина од 138 квадратни метри.